Почитувани, добре дојавте. Ке се надоврземе на оваа убава вест за лалињата во Индија. Денес имам чест и задоволство да разговарам со еден од нашите најуспешни македонски поп артисти. Скромен, повлечен, но таму каде што треба, на сцената, моќен. Колку километри има поминато до успехот? Што го плаши, а што му дава надеж? И што подготвува за публиката што со години ужива во неговите песни? Пред големиот концерт на 7 март, да си кажеме со Владко Лозановски Лозано. Добре дојавте во студиото на Телма. Добре ве најдов, баш ми е мило што сум прв пат ваш гостин. Кога зборуваме за убави нешта, ги прашувам соговорниците дали ќе се пресираме, бидејќи ќе зборуваме за музика. Нема потреба, може и на ти. Благодарам да ја олесниме комуникацијата. Ако ги тргнеме, рековме непосреден повод за ова гостување во да си кажеме на Владко Лозановски е концертот на 7 март, ќе зборуваме и за тоа, меѓутоа на почеток би сакал да те прашам. Ајде. Ако ги тргнеме на страна сцената, светлата, микрофонот, твојата алатка за работа, кој е Владко дома? Кој е Владко Лозановски? Кога е Владко Лозановски, не пејачот Владко Лозановски, туку Владко Лозановски, оној човекот. Па кој сум? Па претпоставам како и секој човек кој што функционира приватно, можам да кажам, свој на своето сум кога сум со моите блиски, со оние работи кои што ме прават среќен, некој хоби, претпоставам, кои што сите си ги имаме на некој начин. Кој е омилено хоби? Па хоби. Што те релаксира? Па најмногу спортот, можам да кажам. Ете, фудбалот. Играш фудбал или гледаш фудбал? Рекреативно, да, се собираме 2 пати неделно веќе со години со моите пријатели. Стасуваш? Па се трудам да стасам, да. Се трудам максимално да стасам, да бидам дел заедно со нив, покрај тоа што е... Извини, на која позиција играш? Па последно време повеќе сум назад. Тоа со годините се доаѓа? Па може би, или да. Или помалку кондиција, како? Па може би тоа помалку, но се трудам и некојаш да бидам и понасред и понапред. Но ете така гледам да колку што можам да придонесам во играта. И нормално тоа е на некој начин една убава социјализација каде што се гледаме често со моите пријатели. Така да тоа е на некој начин од моите хобиња. Нормално пратам што се случува и на светската сцена со фудбалот и можам да кажам и премиер лигата ми е така. Имаш време да изгледаш надпревар? Па ако не можам гледам обично highlights. Обично како фан на Юнајтед, на Манчестер, гледам да ги гледам што се случувало во текот на надпреварот и така. Заврши ли кризата на Манчестер Юнајтед? Конечно. Мислам дека да? Привршило со новиот тренер, мислам привремен тренер, се надам дека ќе му доаѓаат повторно убави денови за Юнајтед? Па можеби да. Се гледам дека одат кон врвот, се надам дека ќе биде како што треба. Добро, ете кажа за старите друштво и фудбалот, дека фудбалот те релаксира покрај музиката. Генерално, кога станува збор за Владко Лозановски, јас имам прв пат прилика да разговараме. Сум слушал и кога се подготвував за разговорот, разбрав, научив дека а и таков впечаток имав претходно, дека си повлечен некако, скромен. Еве, ајде да го употребиме тој збор, можеби вистинскиот збор е скромен. Дали станува збор за природа, за карактер или пак за начин на одбрана, за начин на да си го заштитиш тоа што е приватно од она што е професија? Па мислам дека на некој начин карактер. Тие што најдобро ме знаат, ме познаваат многу добро каков е Владко. Обично сакам да се дружам со оние блиски кои што ми се обично најдобрите другари што ми биле од детството се уште ми се и се дружам и се слушам секојдневно со нив и кога сум во кругот на моите блиски, на семејството, јас сум свој на своето на некој начин. Јас сум тој Владко. Значи, поудобно се чувствуваш во кожата на Владко Лозановски човекот, отколку на Владко Лозановски, оној припадник на естрадата, еден од најпопуларните македонски пејачи? Така, па добро, ја би ги ставил двете работи, би ги разделил и во двете, да кажам, кожи сум удобен, секогаш уживам кога сум дел со моите фанови, со мојата публика, затоа што музиката мене ми исполнува. Можам да кажам дека без музиката не сум тоа што сум. Таа ме која што ме води напред и што ми дава сила, енергија, љубов. И секогаш сум тука за публиката и секогаш кога
има потреба да нешто да се направи, јас сум тука за нив, а и нормално и тие и за мене. Без нив не сум Лозана. Добро, но како таа скромност во карактерот, како дел од својата природа, се комбинира со естрадата, бидејќи естрадата е се друго освен скромност. Некако на естрадата најмалку поминува скромност, или пак да го преформулирам прашањето, дали некогаш можеби си почувствувал дека си подценет не само како талент, како перформанс, како капацитет, како глас, како македонски пејач, генерално и на домашната и на регионалната сцена, поради фактот што си можеби премногу фин. Ете, да го речам, таа скромност да ја карактеризираме и како премногу фин. Па добро, претпоставам дека ако се игра во наводници кажано поофанзивно, можеби повеќе може да се постигне во одредена работа. Сега секогаш може капацитетот нормално да се искористи најмаксимално колку што се може нормално, но ете можеби од теков на годините и некогаш сум играл и поофанзивно, некогаш и сум бил можеби волер, но никогаш не сум дигнал кочница или рачна, па едноставно е добро да се движи колата, да не скува на некој начин моторот, него така да претпоставам дека тоа што го правиме заедно и со мојата екипа, го правиме со многу љубов, не одиме многу со форсирање, гледаме многу природно работите да си дојдат на површина и ете и на некој начин ете и овој концерт кој што се ближи, се надам дека ќе биде исполнет до последното столче и ќе ги пееме сите мои песни. Добро, значи и како во фудбалот, така и во музиката. Знаеш од време на време да дадеш гол, да играш офанзивно, ама најчесто сакаш да бидеш позади и да си играш дефанзивно. Кога има простор за шпринт, може, зашто да не. Добро, концертот е после долга пауза, после неколку години пауза. Од 2019 беше исто така во март месец. Значи пред пандемијата уште. Да, пред пандемијата. Пандемијата многу работи сменија, направија на некој начин кочница во функционирањето, но 2019 беше мојот последен концерт исто во Борис Трајковски. Како почувствува дека е сега токму моментот? Зошто толку? Дали таа пауза освен пандемијата како што си беше на почеток, па потоа и фактот бидејќи како што читам и гледам премногу си ангажиран. Еден од ретките си кој може да живее удобно или квалитетно, благодарение само на својата професија, но тоа е резултат на многу настапи. Речи си и да немаш слободен викенд, така кажа неодамна некаде. Да. Па можеби поради тоа што твоите обожаватели, публиката те има на располагање по клубови, по разни настапи, немало потреба од голем концерт или нешто друго во прашање? Па добро, све си има, зошто и можеби жета и мојата жет и претпоставам и на фановите и на публиката да ме видат на голема сцена. Пристапот кој што го имаме и јас и мојот бенд и сите целата моја екипа имаме сосема поинаков пристап кога имаме голем концерт, припремите се многу големи, сакаме да дадеме максимум колку што се може. Последниот концерт кога беше во 2019 година беше преубаво, едно убаво искуство и за мене и за сите. Тој ми беше еден прв голем концерт после толку години кариера и се слушна моите песни. Сега после тој период се направија неколку нови песни, каде што публиката ќе има прилика да одреден дел да се слушна, но и да се присетиме на оние стари хитови кои што сме ги пееле на моите концерти, моите настапи. И во оваа прилика ќе има и проширување на мојот костур бенд кој што можам да кажам, ќе има плюс дополнително изведувачи, ќе има и гости, ќе има и танчери кои што ќе играат на концертот. Кои се гостите или ќе остане изненадување? Па ќе биде изненадување, ќе имаме за неколку дена и прес каде што ќе се кажат сите оние работи кои што ќе се направат на концертот и ќе биде една убава екскурзија, една убава авантура. Но ќе ми дозволиш како твој домаќин денеска да откријам една од новите песни? Ајде. За која веќе снимавте спот, така ме информираше твојот менаџер Васков пред некој ден, кога го договаравме разговорот, гостувањето, ми кажа дека интензивно работите на подготовка на нов спот за нова песна. Така е, да. Купиме насловот. Купиме на претходната песна која што веќе е испромовирана пред 2-3 недели, така нешто. Следната песна ќе биде испромовирана за неколку дена. Спотот е веќе снимен, се монтира, така да
ќе биде во... Ние денеска премиерно за нашите гледачи, за гледачите на Телма, ќе пуштиме сега во текот на разговорот и ќе ги замолам колегите од режијата да ја пуштат Купиме. Само претходно да те прашам зошто наслов Купиме? Љубовна е темата, меѓутоа фаќаш приклучок на новите времиња, на новото време, на новите трендови, бидејќи живееме во време на пари, па дали е денес се на продажба или не е се на продажба? Па добро, ова не е песна за берза. Ова е песна Купиме со насмевка. Секогаш најдуваме некои работи за да ни бидат, за да денот да ни биде позитивен. Секогаш насмевката е она кој што треба да ја видиме прва, за да купиме љубов, купиме позитивна енергија. Нешто што не се плаќа со пари. Така е. Ајде да го видиме Купиме, па ќе продолжиме со разговорот. Знаеш ли, од тебе повредно немам, знаеш ли, љубовта нема цена, знаеш ли, ме купи ти со насмевка. Џабе се и злато и дијаманти, џабе се, ако до мене не си со тебе, сите мигови милион вреда. Ајде купи ме со една насмевка. Ајде љуби ме, нека ти биде навика. Ти си дело што ми фали, ко денови во февруари. Ајде купи ме, купи со една насмевка. Џабе се и злато и дијаманти, џабе се, ако до мене не си со тебе, сите мигови милион вредат. Ајде купи ме со една насмевка. Ајде љуби ме, нека ти биде навика. Ти си делот што ми фали, ко денови во февруари. Ајде купи ме, купи со една насмевка. Ајде купи ме со една насмевка. Ајде љуби ме, нека ти биде навика. Ти си делот што ми фали, ко денови во февруари. Ајде купи ме, купи со една насмевка. До мене би била во времиња ладни, до мене би била со џебови празни. Каде и да сум, со мене остани. Ајде купи ме со една насмевка. Ти си делот што ми фали, ко денови во февруари. Ајде купи ме, купи со една насмевка. Еве една љубовна брза песна и за февруари, бидејќи има за јануари, сега и за февруари. На концертот на 7 март ќе бидат сите стари хитови, претпоставувам, некои нови. И подготвуваш и нова песна, а вака кога пред да завршиме за концертот, кој дел од концертот е за тебе највпечатлив, најличен, најемотивен, најсилно го доживуваш? Почетокот, крајот, подготовката можда? Секој дел си има своја тежина. Почетокот нормално е еден од најважните, најбитните, каде што тука треба веќе да се скрши мразот. И нормално одговорноста, притисокот, стресот е многу голем кога се качува било кој изведувач на бина.
Знаеш, секој си има секакви мисли на почетокот, како ќе биде, што ќе биде, дали ќе ме прифата, нема ме прифата, онака. Си имал скоро трема пред некој настап? Па генерално Се случува повторно? секогаш ги имам али повеќе таа позитивна трема од типот на одговорност, да биде сакам све во ред, од типот на, не знам, да биде добар звукот, откако ќе почне да функционира веќе тој притисок, тој стрес поминува за неколку секунди. Припремата исто многу битна, почетокот исто битен како ќе сите настапиме на бината и после тоа нормално водата си тече и отприлика таму од средишниот дел до крајот на концертот веќе она градација каде што претпоставам дека ќе биде секако што треба. И бидејќи концерт голем, поречи си 7 години и еве во една нова фаза од твојата кариера се случува. Ако е концертов некаква порака или некакво писмо, кому го адресирал? Кому му испраќаш порака? Па го адресирам кон сите, да се шири километри љубов, секојаш позитивна енергија, секојаш да се будат со насмевка, да шират насмевка и љубов. Едноставно е тоа денот да им биде на сите со песна, им посакувам да им биде со песна. Знам дека во ова време, невреме, имам и такви песна, Маскенбал, која што го пишувам тоа време, невреме, каде што да се тргнат маските барем за миг на концертот и да си поминат најубаво и да ги остават сите грижи кои што ги имаат во текот на денот, од претходните недели и да си поминат најдобро. А кога ќе се изгасна светлата на 7 март? И публиката ќе си замине. Што сакаш да остане во тишината како чувство, како енергија? Па да остане таа импресија, таа вибрација која што имале на концертот, да им остане подолго време и да се пресетуваат на убавите моменти кои што ги поминале на тој ден, поради тоа што на некој начин концертот и со повод нормално и ден пред празникот 8 март кој што е за жената, за мајката и едноставно да се обележи тој момент. Добро, да се навратиме на почетоците на кариерата, сега си можеби на пикот некаде во зенитот или уште е рано до зенитот. Уште зрееш, чувствуваш дека уште зрееш како артист, како музичар? Нормално, да. Секогаш не знаеш кога е она пикот. Кога се вистинските години за еден музичар? Особено вака од... Па со музиката нема правило, не е како во спортот, например, каде што фудбалерот до 40 години може да играе или тој што е со уметничко лизгање, не знам, помалку. Со музиката нема таков момент. Имало моменти каде што и многу повозрасни изведувачи во текот на повозрастните години направиле голема кариера, така да со музиката нема правила. Други се правилата, така? Да, други се правилата. А кога зборувавме за онаа позитивна трема пред настапот, еве, например, фудбалерите пред надпревар се во карантин. Так. Имаш ти специјална подготовка? Што подразбира подготовка за голем концерт? За да биде се во најдобар ред? Так. Гласот е тој. Има нешто, некаков ритуал или нешто што мора да се помине? Како тренинг, како подготовка? Или? Така. Генерално нема некој преголем ритуал, но треба да се внимаваат некои работи кога станува збор за голем концерт или без разлика и било каков концерт. Најголемата алатка нормално на нас пејачите е гласот. Гласот е жива материја, можам да кажам, каде што мора да се внимава нормално. Треба убав сон, како што кај спортистите карантинот. Нормално и со секое и говорење, на пример, на некој начин гласот, не можам да кажам да се аби, но може да се внимава околу тој момент. Нормално сонот, дремката исто така многу... Желби милион. Да, така да околу тоа. Добро, кога излезе на времето на Македонски звезди, аудицијата, така беше? Да, Мак звезди. Тогаш тргнува возот. Возот, така е. Која е најголемата заблуда што ја имаше претходно за естрадата, а потоа ја научи и стана свесен? Так. Нешто што си претпоставила било сосема поинаку. Па добро, јас дека... Едно е дете кое е влюбено во музиката и кое сака да пее, а потоа друго е кога тоа дете станува популарен пејач. Па добро, во тој период кога бев и тинеџер и после тоа естрадата на некој начин ми беше далечна, некако комисловна именка, можам да кажам, каде што
ми беше некако недостижно да дојдам до моментот каде што публиката ќе ме запази, ќе ме чуе некој или композитор, продуцент или менаџер. Тоаш функционира, естрадата беше на друго ниво. Така да јас настапував како локален пејач во мојот град во Кичево и во околните места, но со текот на времето тој тренинг што го имав во тој период кога настапував по локалите, испадни приликата да има талент шоу Мак Звезди, се пријавив таму, испадна добро, испадна убава прилика. Траеше некои си 9 месеци, каде што и на некој начин тоа ми беше првата одскочна даска, можам да кажам, за влез во естрадата. Но виде многу маски веројатно на естрадата. Има ли голем маскенбол на естрадата или се игра и фер? Па како и во естрадата, така и во животот има маскенбол. Со текот на животот со искуството треба да се препознаат тие работи, кој има или кој нема. Имало моменти кога си помислил да се откажеш? Дека ова не е за мене? Имало, да, како не. Но едноставно... И што те премислувало да сепак да останеш? А што било тоа што најмногу те разочарувало тие моменти? Па најмногу онака оставаш да преброиш до 10, да отспиеш последното утро, нормално новото утро ќе ти каже до кај си. Едноставно музиката е таа која што ме водела. Секогаш многу труд се вложило и многу љубов и едноставно жалосно е тоа и греото да пропадне во вода и едноставно кога гледаш дека ти даваат и публиката инспирација и Добро, тоа е тоа што те мотивирало да останеш, да. А кои би биле тие најмоменти што те разочарувале, што ти пречеле или да се изразам со една од твоите најголеми хитови, кои километри лични ти биле најтешки за одење, за поминување во твојата кариера? Може би неправдата било на некој начин. Во смисла? Па во смисла, не можам точен пример да кажам, но неправдата кога некои работи се гледаат на кантар каде се и едноставно имаш некојаш и кнедла во уста и гледаш да го прескокниш тоа. Добро, дали успехот, личниот успех и развојот на кариерата ти донесе повеќе пријатели или повеќе осаменост од друга страна? Па не би рекол. Јас како што кажав и на почетокот, пријатели имам многу, фала му на Бога. Имам многу блиски пријатели, како што кажав, многу пријатели од детството кои што ми се и секој дневно се дружам со нив и се гледам. И да, секако ми донеле и многу пријателства, многу познанства и ми помогнале во функционирањето и во мојот приватен живот, но и во кариерата, така да ако ставам на кантар, нормално повеќе ми донело, искрено кажам. Добро, во текот на разговорот одеше во позадина, го забележав еден од твоите најголеми хитови, Јако. Песна која те направи всушност звезда, барем ја така мислам. Па да, тие беа напоредно и километри Јако излегува во ист период. Во ист период. Километри беше на некој начин една поинаква песна од Јако некако само го зацврсти тој тема. Дали овие два хита ти ја олеснија кариерата? Ти направија пробив или ти направија поголем товар, бидејќи мораш сега да ги оправдаш високите очекувања, бидејќи постави некакви стандарди? Секако. Да се бориш со квалитетот, нормално и имаш и конзистентност, каде што треба да се прават нови песни, да се прават уште поголеми хитови од тие песни. Реално притисокот е многу голем, но секогаш тоа го споредувам пак со фудбал, мора често да шутираш во гол за да постигнеш гол, така да некојаш можеби ќе шутнеш 20 пати па ќе постигнеш гол, а некојаш на секој. Така да мора нонстоп да се твори, да се прави музика за да постигнеш гол. Кога твоите најблиски прв пат те видоа на голема сцена, што ти рекоа? Па моите најблиски многу сите се израдуваа, можам да кажам. Многу дури некои се не го знае моментот дека пеам и дека сум талентиран и дека се занимавам добро со музика, едноставно сите беа среќни, весели, онака баш се сеќам кога беше финалето на Мак Звезди, имаше многу голема поддршка и секоја чест и голема благодарност до ден денес на сите кои што дојдоа баш и од Кичево и ме поддржа и знам дека се гордеа со мене и се надевам дека и понатаму ќе остане така и ќе се трудам и
јас да ги направам уште повеќе горди. Добро, многу балади имаш на репертоарот Но и многу брзи. и имаш и брзи, меѓутоа во сите доминира или преовладува љубовта како вечна тема и инспирација. Да. Дали е полесно да се пее за љубовта или таа да се живее? Па сега можам да кажам дека обично кога се пишува во песна, многу полесно се отпева, но секогаш се трудиме и да живееме со љубов и кога љубовта е присутна, секогаш е и поудобно и понормално живењето, но можам да кажам кога се ставаат на кантар повеќето песни, може би повеќе ги препознаваат баладите, но од искуството гледам дека може би повеќе брзи песни него наете повеќе се препознаваат по баладите. Се случило некогаш да одбиеш песна што потоа станала хит? До сега мислам не ми се случило таков момент. Имало добри песни, да. Што си ги пропуштил или? Што ми поминале некако на некој начин, но генерално осеќам секогаш, чувствувам секогаш кога е некоја добра песна, поради нешто и ја прифаќам таа да биде следна. И генерално никогаш не се камо ништо до сега што сум избрал. Има ли нешто што ти недостига од времето пред да станеш популарен? Пред Мак Звезди, освен периодот на детството сега, секако Да. детството и оној период на безгрижност, нешто друго во она што го прави човекот комплетен, а е надвор од музиката што ти недостига сега, не можеш да го живееш тоа? Па не би знал се искрено деликатно прашање се. Се до сега што се случувало со причина и јас сум благодарен на Бога што сум на ова позиција каде што сум. И што би било кога би било, не знам искрено, така да вака како што е би го оставил. Добро, денеска еве слушнавме, веројатно си го спомнал и претходно дека си фудбалски фан, дека навиваш за Манчестер Юнајтед, дека уживаш во фудбалот. И за напредок. И за напредок, добро. Има ли напредок од Кичево? Да, од Кичево, да. Има ли нешто друго што јавноста не знае за тебе, можеби? Што не си кажал до сега, а што еве вака во оваа пригода би можел да споделиш? Па во прилика, не знам, ето, од толку често како гостин што сум бил во текот на мојата кариера, генерално многу работи сум ги ставил на маса и од принцип тоа што јавноста го знае, тоа сум го кажал на повеќе мои интервјуа каде што сум бил гостин, така да во принцип тоа е тоа. Има ли неостварен сон, можеби надвор од музиката? Неостварен сон. Десен бек на Манчестер Юнајтед. Па не знам, да, ете, например, државата да биде на убаво место како што и во сите земји кои што се во светот и во Европа, да има еден подобар живот за сите граѓани кои што се тука во Македонија, да има поголема поддршка кон музиката, на македонската музика, македонскиот јазик да се слушаат и подалеку од Македонија и сите мои колеги, колешки, музичари, изведувачи да творат и надвор од границите од Македонија, како што се слуша музика во нашите регионални комши, така да се слуша македонската музика на топ листите, светските топ листи, тоа е на моја желба за сите. Ако не, јас барем следните генерации. Што би му кажал на младиот Владко од пред 15 години да можеш да го вратиш времето? На оној Владко од Мак Звезди. Мак Звезди. Па да не се откаже, едноставно ќе има многу сопки, многу разочарувања, да нема откажувања, секогаш да си да ја слуша интуицијата и се ќе биде во ред. Има некој совет што тебе лично најмногу ти помогнал во животот? И кој бил тој? Па биди тоа што си ти, како што имаме на исто и таков наслов не на моја песна, кога си тоа ти кога не се преправаш на некој начин, многу подобро ќе функционираш и во животот, но и во кариерата. Скромните луѓе им е проблем да се фалат. Меѓутоа, еве, кога би те замолил на крај, при крајот на разговорот, да кажеш нешто убаво за себе, да се пофалиш сам себе, што би кажал? Со кои карактерни особини се гордееш? Што те прави различен од другите? Па пак ќе кажам, најдобро е другите да кажат за мене, него јас да кажам за себе. Не знам, може би ете една врлина, да кажам,
може би скромноста на некој начин и упорноста и трудолюбивоста. Едноставно секогаш не се откажувам во некои работи, се трудам да работам и може би тоа е резултат на тоа што сум сега. Ајде да завршиме со она што е повод за овој разговор, концертот повторно на 7 март. Дали го сметаш како точка што ќе биде еден вид ретроспектива на се она што го испеа Владко Лозановски до сега, или пак ќе биде некое ново раѓање, некој нов правец во кариерата? Па може нов би исчекор. Да, може би и двете. Баш убаво го кажа тоа. И ретроспектива на све она што се случувало до 7 март, па и едно ново раѓање може би на тоа што ќе дојде. Значи имаме многу песни кои што треба да излезат во јавност. Се подготвува и новиот албум кој што треба да излезе после концертот. Имаме многу најавени концерти и во Македонија и надвор од Македонија. После тоа некаде во октомври сме во Швајцарија, па после тоа од 2027 во Австралија. И ќе има многу музика, многу концерти и како што кажа, и ретроспектива и нов ден. Има нешто што би сакал да смениш во следната фаза од кариерата? Некоја поголема промена? Па големи промени, искрено, како големи скокови не сум направил искрено, но сум правил, например, скокови каде што, не знам, одменување на стил од еден стил во друг стил. Обично не гледам да заглавам во еден стил, туку обично мешаме во тоа. Секогаш сме правеле песни да се пронајдат генерално сите слушатели, сите гледачи, од типот на, не знам, Километри, Нема ден, нема ноќ, се различни типови, Мајко со Јако, или Бариера, После поноќ. Во принцип мешаме на стилови, гледаме и ние до кај сме, да видиме и што сака публиката. Да, и што сака публиката, каков апетит има. Ако гледаме дека нешто не им се свиѓа, ќе понудиме нешто друго на масата, друга чинија, друга храна. Добро, го спомнавме Кичево, старото друштво таму, фудбалскиот клуб. Да. Родниот град. Впрочем, меѓутоа домот е таму каде што е срцето. Што значи за тебе дом? Сега домот е привремено во Скопје, меѓутоа кога би го опишал зборот дом, како тоа го домот доживаш? Мислам, кога домот обично како и кучињата, тие не се врзуваат, например, на дом се врзуваат на човек, на луѓе. Знам по моето куќе како функционира. Не му е битно каде, битно е да е со мене. Така да домот е фамилијата, семејството, пријателите. Тоа е фактички домот, без разлика кај да си, со кого си, тоа е најбитно. Тоа е дом според мене. И така треба да остане. Ако повторно малку хипотетички прашања, ако можеш да го запреш времето, не да го вратиш назад за да му дадеш совет на младиот Владко, туку да го запреш. Кој момент од кариерата ти бил најубав и кој би бил тој што би сакал да го повторно да го живееш и да го запреш и да трае? Па, дефинитивно можам да го кажам кога се промовираше мојот трет албум именуван 10, каде што имаше скоро сите беа хитови на тој албум, можам да кажам, каде што се испромовира Километри, излезе па Јако. Може би тој момент каде што излегоа тие песни се испромовирам, но морам да кажам и тој момент каде што и Мак Звезди дојде, па и Сонце не ме грее од почетокот на мојата кариера, каде што таа ми беше лична карта на почетокот. Така да тие некои моменти, сега во овој момент каде што можам да се сетам. Добро, и за крај, пошто сакаш да останеш впечатлив, посебен, запаметен во македонската музичка енциклопедија по гласот, по карактерот, по енергијата? Како сакаш публиката да те прима? Па, без разлика. Искрено, како што милуваат публиката да ме запаметат, и така нека биде. Едноставно се трудам, јас лично да оставам некаков си белек, некаков си трак во македонската естрада и за следните поколенија. Барем, ако не сите, барем една некоја песна да остане како аманет за следните генерации, да се пее, да се слуша. И тоа е прилика во кратки црти.
Владко Лозановски, Лозано, ти благодарам многу за денешното благодарам на гостување, учеството во оваа емисија, да си кажеме. Ти посакувам уште многу хитови, многу песни, многу албуми, концерти и не само овој на 7 март, туку и натаму и надвор од Македонија. Ти благодарам уште еднаш. Ете, почитувани, се надевам дека уживавте во денешното гостување на Лозано. Имајте убав ден и останете на Телмо.